Добро вечер, почитувани гледачи. Веќе како што најавивме во Централниот дневник, 18 часот, никоја минута по 18 часот, го стартуваме вечерашното отворено студио. Во првиот дел мои соговорници Јован Деспотовски, Фонд за иновации. Добро вечер. Добро вечер. Мендерес Кучи, стопанственик. Добро вечер. Добро вечер. Кучи, доаѓате од Тетово. Тетово е еден од градовите кои сега го читаме во насловите како можно ново. Зошто велите така? Имајќи го пред предвид наравот на луѓето и околностите според кои и како се однесуваат најповеќе, а тоа и во консултации со одредени мои колеги кои што се лекари. И стартно навистина малку беше бројката пониска со заразени луѓе. И јас и тогаш очекував дека ние сме луѓе кои што малку повеќе се движиме и повеќе сме распространети, што се вели. Но бројката не беше таа и му велам на докторот или нешто луѓево не доаѓаат да го кажуваат состојбата каква е или пак го сватиле како најнормален грип тоа. Но испадна дека навистина првичните бројки беа тие што беа реални, но занемарливоста на ситуацијата доведе ја според мене, бар мислам дека на некој начин ги охрабри малку луѓево. Грип е како грип и нема нам што до сега не ни се случило ништо, нема ни да ни се случи. Но тоа не е така. Навистина не треба, пак важи она изреката, не треба ние да се плашиме, но треба да бидеме внимателни. Токму во овој дел сакав ќе преминеме малку и во економскиот дел, особено во она што би значило ако идеме во рикверт сега со економијата, во смисла на може нов полициски час, кој што може би и ќе се случи на одредени делови од територијата на Македонија, но за Вове Деспотовски и Кучи го начнавме моето прашање. Бројки во изминативе денови не се оптимистички, еве и денеска за жал. Може би имаме еден од најтешките денови по биланс на заболени и на починати на територијата на целата земја, 89 заболени, 2 починати. Може би утешително делува онаа изјава на министерот Филипче дека се познати кластерите од каде се регрутирани овие новозаболени, но јас сакам да прашам, дали може би прерано влеговме во оној процес на укинување на рестрикции и на мерки што се вели преку уредби на државно ниво, или може би ние како народ, како нација, како граѓани на оваа земја покажавме една таква лагодност, една таква несериозност кон сето ова, што сега доаѓа време да си го платиме цехот за тоа. Каде е вистината меѓу овие дали пребрзо, па знаете како, зборувавме малку пред емисијата, секој понатамошно пролонгирање на полицискиот час, на реално запирањето на економските текови има своја цена. И ние таа цена веќе ја гледаме. И ќе ја гледаме до прво. Ние сите зборуваме дека имаме проекција на пад на бруто домашниот производ од најмалку 4%, односно 3,9 беше последната, која што во пари изразено некаде околу 450-500 милиони евра. Тоа се многу пари. И тоа е само падот. Меѓутоа, каде е она што го имавме како проекција претходно дека економијата треба да расте? Дополнителни 4%. Тоа е многу загубена вредност, тоа се многу загубени пари. И властите кога во сите држави, не е тоа само Македонија, кога вагаат нормално и цената врз општеството и врз економијата, бидејќи тоа се луѓе, и тоа се човечки живот и тоа е здравје. Сега дали пребрзо влеговме како држава? Да, ако гледате низ призмата на денешните бројки, реално е дека луѓето го поставуваат тоа прашање. И реално е дилема. Дали како општество сме подготвени да се соочиме со одговорноста која што се очекува од сега, не од институциите, него од нас како граѓани. Па кажувам, бројките денеска, она што го каже министерот денеска на прес, не се од вчера, не се од завчера, не се од олабувањето на полицискиот час, туку се од како што каже господинот Кучи, можеби малку делумно и неодговорното однесување на поединци во периодот кога требаше реално се внимава. И тоа е цена која што ќе треба да ја платиме. И тоа цена нема да ја плати државата, повторно ја плаќаат граѓаните и поединците. Така што јас се надевам дека ова денеска што се случува како бројка, реално ќе биде отразумено. И дека луѓето реално ќе сватат дека од нашето однесување на крајот на денот зависи колку ќе платиме и колку се тоа ќе начини. Што веќе начини тоа бајаги. Јас денеска на тај МК на генератор на вести имате вест прва, Македонија со 90 или 89 ново заразени, колку беа за жал починати.
Втората вест следна е дека Словенија денеска ги отвора големите трговски центри, базените и Односно така. прогласи дека Крај. нема Да крај се на затвори епидемијата. цена. 800 км на север од тука. Зошто сме ние поразлични од нив? Зошто не е денеска кај нас така? Зошто и тој сегмент на економијата денеска не може да се Не, јас отвори да работи? прашувам зошто еве вие сте од Дилемата- владеачката гарнитура, вие сте од реалниот сектор, значи сите ние сме дел од Не станува секојдневието. збор, не станува Зошто збор е? за Јас пак повторно кажам, ово е веќе на ниво на поединец. Ово е веќе на А ниво при на тоа ова е општество. тренд. Јас би сакала и да потсетиме. Вчера, значи, имаме петокот имавме 52 заболени, саботата 35. Вчера исто беа 60 можеби и повеќе. Значи ова изминативе денови 5-6 дена што се случува веќе станува некоја Последица на константа, неодговорно тренд. однесување во последните 10, односно 15 дена. Повторно кажам, не неодговорно однесување толку многу, знаете како институциите, реалниот сектор. Зошто? Која е вината на институциите или на реалниот сектор? Вината е на поединецот и на Поединецот поединецот. тука во прашање. И на поединецот. Добре, јас прашувам дали можеби имавме институционално и персонално затајување во целата оваа За приказна. институционалното можеме да зборуваме и тоа можеме да зборуваме многу. И ако ја начнуваме темата на институционалните капацитети на држава, неспорно ќе допреме и прашањето е зошто сега избори. Ќе идеме едно по едно. Кучи, вие во овој дел, значи, намерно така го постави прашањето, значи, каде да ја бараме вистината? Видите, најпрви јас бев против толку заоштрените мерки што ги зеде државата стартно, блокирајќи и со место и без место. И јас на вистина се изненадив зашто е толку мала бројката, дури не верував дека е реална таа бројка која се покажуваше на заболените луѓе. Имајќи предвид дека за многу кусо време луѓето требаа да ги направат некои обврски што ги има. А токму таргет групата беше таа најзагрозената. Стари луѓе кои што беа без пари пред банка со сметки кои што по беа навикнати да ги плаќаат, нели, и седеа пред шалтер без никаков ред. Дури тогаш ја очекував и мислев дека владата греши кога прави такви ограничувања во смисол каде што после доаѓа директно наметнување на загрозеност на одредена група на население. Јас сум да се следи примерот на западните земји и јас мислам дека луѓето се по природа кај нас такви што мора да го шепка па да верува. Значи мора да му се разболи некој негдека па да знае дека на вистина постои овој вид на вирус жив. Оти многу луѓе и веќе го прогласуваат по секакви основи, те мртов, те неспособен, те невалиде, не знам што. Значи, ние мора да живееме и на така, да бидеме внимателни, се слагам потполно со колегата, да се мери чарот и зијанот на целата ова работа. При тоа, не можеме немаме ни толку време да едуцираме едно население кое што со години таков менталитет има. Значи, која што треба само репресивно, а на репресивното гледаме како се одразува после тоа кога даваш слобода. Значи, одма што ми испаднавме на слобода, ајде сега максимално да ја претерема. Сведоци на различни сцени. Во овој дел сакам уште едно прашање, односно коментар од двајцата. Религиски различно сме определени верски. Бевме сведоци во изминатиот период, нема да конкретизирам ни религии ни вери, но имавме собери од различен тип по верска основа. Колку верските лидери и од едната и од другата страна одигра или можеби не одигра улога во оваа приказка што сега ја гледаме преку овие бројки? Нема амнестија за никого, вклучително ниту за верските лидери. Затоа што пак кажам, сега кога зборуваме веќе за одговорност поединечна, како поединци, како граѓани, како општество, значи не како институции, не како фирми, оставете ги на страна, че верските лидери не може да амнестираат. И пак кажам, она што го каже и господинот Кучи, точно е така, луѓето на ова поднебје се научени малку понеодговорно се однесуваат према врските. Не сум сигурен дека репресивните мерки може да донесат ефект на краток рок. Видим, и снема репресивните мерки, наредниот ден немавме проблем само во одредени средини кај што живе одредена, не знам, етнички религиска група, цела држава беше проблем. Не на кој прашат. Имавме у центарот на Скопје слики кои што покажува дека луѓето неодговорно си ја сватија работа. Значи едноставно не беа на висината на задача. И сега зборам генерално за сите, себе си не се амнестирам нормално.
Мислам дека треба да ги соочиме со последиците и со бројките, да им кажеме вака, дека заради благодарение на неодговорното однесување на луѓето сега во овој период, имаме бројки како што имаме сега економски. Тоа значи дека не знам, денеска искочи некој податок на глобално ниво, не е за Македонија, не верувам дека сме многу далеко, секој шести млади човек им изгубил работа. Да, го прочитав истражување. Тоа е последица на неодговорното однесување. Да, тоа е последица на вирусот, меѓутоа одредени држави побрзо изгледа. Еве кажам, денеска примерот не е далеко Словенија, 800 км од тука. Па и воопшто трендовите, ако ги следиме регионално какви се и со заболени, со починати, кај нас ситуацијата некако како Повторно, значи мораме да ги почнува соочиме сериозно. луѓето со последиците на нивното неодговорно однесување. Еден од начините тој, кога зборуваме за економски загуби, треба да зборуваме низ призма на тоа од каде се причините. И ќе кажеме да, заради тоа што не се почитувале мерките доволно, процесот на ослободување и забрзување на економската активност нема да тече онака како што сите очекуваме и сакаме, можеби сега. Заради тоа денеска, знаете како психологијата игра голем улога. Денеска луѓето се уплашени. Повторно заради тоа што повторно топ вест не се економските мерки, не се проблемите на господин Кучи и неговите колеги во делот на економијата, за кои што би сакал и овие 10 минути што ги потрошивме за бројки за заболени, да ги потрошиме збориме за економија. Да. Кучи, во овој дел коментар? Нема коментар, ситуацијата сама коментира по себе. Ние само може да констатираме некои работи кои што однапред ги очекуваме или пак се изненадуваме некогаш, ретко која е позитивно, повеќе негативно се изненадуваме. Во време кога очекуваме навистина да почнеме да дишеме и да мислиме за животот, за животот кој што тече и на кој што треба да се прилагодиме на сите околности, ние за жал мораме да броиме жртви, заболени или пак да почнуваме навистина сега да се плашиме и од секој човек кој што ни доаѓа во фирмата или се сретнуваме по пат и да не биде криво зашто и не се поздравуваме, нели? Не сакав да ве прашам дали се согласувате со Деспотовски кога прашав конкретно дали верските лидери без разлика од кое ниво треба да си ја понесат персоналната одговорност во оваа приказна што ние не ја видовме патен. Апсолутно да, на некој начин ја видов тука дека тие пливат и во некои поматни води со тоа што се плаша да не останат без да бидат нагласени. Значи, ако едниот почна нешто да потегне, демек, јас своите обреди ги правам, никој не ти забрани да почитуваш вера и да спроведуваш вера. Но биди внимателен со тоа затоа што Господ ти наредил, ти дал нему бар, на челниците на верските заедници му дал некоја поголема обврска. Со тоа што некој го нагласил за поглавар тука. Значи, тој треба да внимава повеќе од било кој друг политичар. Затоа што политичарите се менлива категорија. И поинаков третман имаат, поинаков начин на избор имаат, поинаква одговорност имаат. Гледаме како се однесуваат. Но за жал, почна више и нашите верски лидери да се однесуваат токму како политичари, дури и да бидат во функција на самите политичари. Што е за жал многу лошо и тоа се изразува после и на целата ситуација. Ќе преминеме сега на економскиот дел. Кучи, повторно ќе одам со вас во овој круг. Каква е состојбата во компанијата, во фирмата каде што вие работите? Секако, како и секоја компанија што е од мојата бранша, има послаби бројки, нели? Затоа што спаѓаме во сектор на градежништвото, каде што мојата компанија негде до 20% број помалку реализирани работи, средства и приливи, недостаток на ликвидни средства. Во делот на продажба на станови, тука имаме драстичен пад во тој дел каде што ние гравитираме, затоа што зависиме претежно од диаспората која што доаѓа и купува кај нас станови за помладокот нивен, кој што мисли да ги влече на некој начин, или пак да обезбеди стан за нив во Тетово. Тоа е малку подрастично во однос на Скопје. Значи, тука веќе имаме 80% пад на побарувачката на станови. И сето тоа се одразува и на ликвидноста, прво на мојата компанија, па следбено на тоа и на моите партнери со кои ние работиме, нели? Деспотовски, една од клучните критики би сакала тука да се вклучи Кучи со коментар во однос на генералните владини политики
насочени кон поддршка на стопанството кај нас беа следни: мерки за доцнети, недоволно таргетирани и постојано го поставуваат ова прашање: кажете конкретно колку пари до сега и по кои основи легнале на сметките на компаниите кои беа загрозени во целиот овој процес на COVID-19 криза. Тоа беа клучните критики од опозицијата. Јас не би се согласил дека мерките се задоцнети, ниту дека се недоволно таргетирани. Таргетот во овие, третиот сет на мерки беше промовиран пред колку има 10-15 дена веќе. Дел од мерките почна да се реализираат. Знаете како, кризата се случи пред 2,5 месеци. Значи ние во меѓувреме имаме 3 пакети на мерки кои се усвоени. Првиот и вториот пакет се веќе во поодмината фаза, да кажем, на реализација. Поголем дел на мерките во првиот и вториот пакет беа директно насочени за компаниите. Со тоа што нормално во таа фаза кога сите се соочуваат со проблем на ликвидност, нормално мерките бидат насочени кон поддршка на таа ликвидност. Тука пред се станува збори за и сегментот не е само на заштита на бизнисот, од аспект на заштита на сопственикот на бизнисот, туку заштити на самите работни места во компаниите. Тука владата покажа дека може би да вистински партнер на компаниите, бидејќи излезе во пресред и овозможи исплата на минимална плата за компаниите за месецот април и за месеците април и мај, односно месецот мај сега тек. Така што од аспект на навременоста и таргетирањето не мислам дека критиките се основани. Знаете како, сумирање на бројките сега во оваа фаза додека мерките се реализираат, она што велите вие, дајте да видиме колку вкупно е исплатено и каде, јас мислам дека на дневна основа се објавуваат, односно на редовна основа. Управата за јавни приходи скоро објави податоци за тоа колку фирми ја искористиле можноста за мерката за поддршка на минимална плата. Сега не ги повторувам, меѓутоа станува збор за десетици илјади наши сограѓани кои што благодарение на тоа нормално преку фирмите во кои што работат успеале да обезбедат минимална плата. Она што сега се случува со третиот пакет како најава, а тоа е веќе постепено, се надам дека и состојбата со здравствената состојба ќе го дозволи веќе тоа, да го менуваме фокусот од поддршка на ликвидност, значи од поддршка на преживување, кон фокус на заздравување. Заздравувањето подразбира дека сите овие компании кои што сега се соочуваат со господинот Кучи, компанијата негова, се соочува со пад на приходите во одреден сегмент 80%. Мора да најдеме начини, веќе работиме на тоа, дел од мерките во третиот сет се и тоа, како да му помогнеме тој приход да го врати назад. Да, ќе го поразговараме тоа. Затоа што не е доволно за тие компании постојано да ги држиме со главата над вода за да не потоп. Тие компании мора се вратат назад. Државата вечно го држи, ниту пак приватниот бизнис сака да се доведе у таква состојба. Куче, ајде да го прокоментираме овој дел околу мерките. Едно од првите беше кога се објави овие кредити преку Македонската банка за поддршка на развој. Критиките тогаш беа сериозни, бидејќи во еден таков момент се велеше требаат грантови, директни инекции до приватниот сектор, а не кредитни задолжувања. Тие коментари денеска ги слушаме, но сепак дел од компаниите посегна и по кредитна поддршка. Како генерално ги оценувате мерките? Претпоставам компаративно ги следите состојбите во регионот во однос на овие прашања. Па се изгледа, ние сме тука малку и уникатни во овој дел на мерките. Се разликуваме доста и од сите, и од регионот, а да не зборуваме за западниот дел, каде што и имам директни информации, затоа што мене веднаш ми дојде од управителот на компанијата во Германија информацијата на кој што тој пак имаше замерки, затоа што и тамо доцнеше за месец дена тој износ кој го определила владата на Германија за таков тип на фирми кој што е кај нас случајот, но сепак се дојдени без никакви процедури, не знам што. Значи, мерката се знае каква и таа е грант, буквално. И дава своји ефекти таму. Кај нас се шпекулира. Значи, доста од компаниите патат од тоа што не се најастат. И многу од компаниите се резервирани. Дури за аплицирање на самите, на некој начин, средства кои што се дали по основ на кредити, дали по основ на олеснување што ги нуди државата или по основ на партиципацијата за плата. Затоа што денеска ќе земем умакасо, но ако земем денеска, утре дупло ќе враќам. Значи, недовербата се уште во институциите постои. И тоа во голема мерка негативно има влијание врз сите компании.
И од тука и бројката која што гледаме колку е тоа искористено и зошто не е искористено. Гледам дека од тие 8 милиона што беа предвидени од банката, без каматни што беа кредити, негде дека 6 се горе-долу Аплицирани, искористени. Земени на некој начин аплицирано е, 2 уште не, според информациите што ги имам од Стопанската комора која што работи на темава и цело време е активна со сите компании и на некој начин прави сондаж кај сите. Гледаме дека горе-долу бројката на вработените кои што за која што беше донесена мерката нема влијание овие мерки врз задржувањето на работната сила во компаниите. И тука гледаме дека со мака се обидуваат компаниите да ги задржат, максимално да направат да ги задржат вработените во својата компанија. И други се околности, не само помошта од 14.500 денари што ќе им дадеш за плата, доволни за да тие обстојат натака. Затоа што работата не е на копче. Значи, бизнисот поинаку функционира. Мора да направиш припреми, мора да направиш набавки одредени. Да не зборувам за посложените процеси на производство, кои што директно беа изложени на неможноста да импортираат прво сировина, а уште помалку па да извозуваат надвор производи кои што им стојат во магазините. А јас би се надоврзала, би сакала и вие ово да го прокоментирате што го велат луѓето од бизнисот, но ова би се надоврзала, освен недовербата, уште еден факт што се коментира. И транспарентноста. Затоа што според бројките што јас ги имам, бар од мојата stručна служба во Стопанската комора, горе-долу се оперира пола од тој износ кој што се спомна, од 50 милиона, околу 25 милиона, само се негдека горе-долу средства кои што реално се пласирани во стопанството. Значи 50%. Тоа што го прашав Деспотовски претходно и нова ќе се надоврзам, ќе ви оставам коментар. Фали транспарентноста, може би таа целосно. Заради недостиг на транспарентноста, а по природа од тој елемент на недоверба на сите влади до сега, лесно е да се верува дека навистина овој податок на стручната моја служба е веродостоен. Да, повелете. Во делот на, значи, со нешто може да се согласам, со нешто не стана збор дали се согласуваме или не се согласуваме, бидејќи Не, да видиме навистина бизнис секторот е навистина партнер, јас го доживувам лично како партнер, така да не е спорно, да. Така да не е работа на согласување, не согласување. А во делот на искористеноста ќе коригирам се, значи навистина се искористени во целост. Особено во делот преку развојната банка, каде што првата линија се искористи веднаш, у рок месец дена, мислам дека отиде се. За втората линија мислам дека е скоро целосно, заради тоа што барањата се процесираат тековно, мислам дека таму имаше по аплицирање 3 или 4 пати повеќе побарано од колку што реално има на располагање. Таму постои проблем, меѓутоа проблемот не е доволното искористено, него според мене недоволниот износ на средства, за кој што исто така може да зборувам. Да, тоа е елемент на кој што за тоа може да зборуваме, да, иначе не е дека не е недоволно искористеност. И друго има. Каде се искористени? Кои фирми зели? Тоа беше моето следно прашање. Потом го запишав секако. Да, во однос на јасноста, за тоа можам да се согласам. Голем број на мерки во релативно куз временски период. И се согласувам, особено што кај економијата заради години наназад недоверба, се согласувам. Така. Не значи дека во 2017 се сменила власт и сега сите веруваат супер на сите само се смени желбата да сакаме да веруваме. Да. Инаку не се повторува истото. Значи краток период, многу мерки и нормално дека се создава одредено ниво на нејасноти. Така. И тоа е предизвик со кој што апсолутно мора да работи. Можеби мене ми се јасни, меѓутоа мерките не се за мене, мерките се за вас. Тоа значи дека апсолутно се согласувам дека ако веќе за дел од бизнисмените мерките не се доволно јасни од аспект на тоа за кој може да аплицира, колку пари може да земи, она што е многу важно да го споменавте вие. Ќе ги враќа парите или нема ги враќа парите. Така. Дел од економиите имаат пристап. Со тоа што ја споменавте германската економија обезбеди еден пакет голем за помош. Луфтханза беше актуелна деновива. Да. Меѓутоа денеска се објави веста дека за парите кои што ги даде на Луфтханза државата зема 20% сопственост во компанијата. Тоа значи дека на некој начин си гарантира дека тие пари ќе си ги земе назад. Разговаравме за тоа доста. Дали треба неповратни средства или треба се најде начин како тие средства треба да се враќаат. Не сум поборник на кредити лично, ако ме прашате мене. Така. Особено не во оваа ситуација.
Затоа што не знаеме утре дали вашата компанија ќе обстане или не. Кредитот како кредит значи дека вие обстанали или не мора да ги вратите парите назад. Ние пред неколку дена промовиравме нов метод, од кој што велиме вака, ќе ви дадеме средства. Земете ги средствата, откако ќе завршите инвестицијата или проектот за кој што сте ги земале, во првите 3 години 15% од бруто добивката ќе уплаќате назад. Ако имате бруто добивка, ако немате бруто добивка, никому ништо. Меѓутоа, ако имате, ќе вратите. Фер е затоа што треба државата да генерира нови пари, за и тој после вас исто така да може да искористи. Тоа значи поврат да, меѓутоа не по цена на опстанок ваш и опстанокот на луѓето кои што работат кај вас. Кога зборувам вас не за вашата компанија, зборувам генерално за економијата. Така што во тој сегмент може да дискутираме. Пак ви кажам повторно, лично мојот став не сум за државни кредити. Исто така не сум за грантови. Затоа што знаете како, поклон пари не сум сигурен колку може би да, у оваа фаза како што зборувавме, поддршка за ликвидност, задржуваме работни места, таргетирана мерка во ред и не треба ги враќате. Се согласувам, бидејќи тие пари не завршуваат кај вас во џеп, завршуваат кај кој што реално му треба го протурка месецо. Нема зашто ги враќате тие пари назад. Меѓутоа сето она што подразбира поддршка за вас да се развивате понатаму, да излезете полесно од кризата, ајде да најдеме начин како треба. И еден од моделите, и се согласувам, Македонија за жал не е уникатна, треба да бидеме уникатни, затоа што во развиените западни економии развиваат различни мерки. Согласно потребите кои што постојат на пазарот. Ние сме мала економија и тоа можеме стварно го пробаме. Можеме да седнеме и да разговараме. И да кажеме, ајде да направиме проекција, ајде да пробаме на крајот на ден. Ништо нема начин. Многу подобро него да се заглавуваме во долго. Така што за тоа може зборуваме. Во делот на транспарентноста, бидејќи го споменавте како прашање, јас мислам дека се објавени податоците за сите. Дури имаш и податоци, значи колку што можела стручната служба да собере, а таа не е неука и не е образована. Јас зборувам тој сега дена е до овие цифри, значи ако кажува држава дека се 50 милиони, а таа констатира дека 25 милиони се искористени. Не мислам за пари, зборев за кој ги добил средствата. Иначе како обем на средства, да, согласувам, тука веројатно треба да изборите се провери. Тоа е и многу се работи кои што доведува со многу знакови на прашалник и со едно горко искуство од минатото. Апсолутно. Доведува уште на тоа се додава уште и страстите, политичките страсти на опозицијата која што секогаш и имала таква функција наместо на вакви ситуации да биде коректор кон позитивното, та се уште оди по оно црното сценарио што полошо толку подобро. Заборавајќи дека во истиот брод и таа плива. Значи ако го уништиме тој брод во кој што пливаме ние, како брод, може би ми интерес бродот направиле ништо. Значи се уште кај ни фали основно е нешто. Значи ако ние очекуваме утре од таа генерација што ќе дојде на политичари или пак влада утре која ќе го формира некој кој што вака размислува, навистина не ни треба. Навистина јас треба да размислувам каде се моите деца. Не ги заслужуваат овие луѓе. Овој вид, оваа гарнитура на политичари, која што вака се однесува, каде што по секоја цена прави политика, од ништо, дури од самиот начин на избори, дали да бидат избори, дали да не, па секому е јасно дека треба да има влада, функционална, која што функционира. Никој не предвидуваше дека ќе не снајде во овој ќорсокак. Но, и со ова па да манипулираме и да покажуваме несогласувања, кај што многу е јасно, многу е лесно. Ако ние секој ден живееме под овие услови, валјда 2 сата колку ќе изгубиме на избори и тука ќе прогураме со тие сите мерки на безбедност и ќе поминеме. Да, бидејќи ваквата состојба е неодржлива. Апсолутно не. Ова е деликатна состојба која што затоа сега ни предстои. реално мене не знам зашто опозицијата не вели дека и извршната власт и сите властови се концентрирани на некоја власт која што е за одредени работи само овластена. И патам забораваме дека имаме техничка влада која што има Толку за таа ингеренција да техничка, спроведе избори. Тоа е нешто што го изумивме во овој период поради даваме медицинската криза и очекувано. Многу голем момент на манипулација. Може да манипулира ако е злобен, нели? Затоа што сите власти се концентрирани во негови раце актуално. Вие сметате како бизнис дека треба да има секако избори? Ние сметаме дека треба што е можно порано, секако да не спекулираме сега многу да добро звучи тоа кај народот, колку сме ние душогрижници, дали тие треба да бидат здрави. Да, секако сакаме да бидат тие здрави. Но сакаме да не бидат и гладни утре.
или пак растепани меѓу нив. Затоа треба да имаме една влада која што уде ќе не води. Со тие ресурси ќе ги наследи. Нема да наследи нешто кој знае што. Значи ќе наследи проблеми. Да, дефинитивно. сепак буџет, некој мора да ги решава тие проблеми. Години што ќе доаѓаат. Околу помошта сакам да се задржам и она прашање што го спомнавте. Може би не ги знаеме конечните суми, не е тоа све пресметано административно, колку до се и по кои основи стасали на име на граѓани, на поединци и на компании, но едно е јасно дека видовме една приказна, една листа од компании кои можеме слободно да ги вброиме во групата на супер профитабилни фирми од различни профитабилни бизниси. Потенцирам, лично ги погледнав билансите на дел од тие компании, котираат многу високо во сегментот на својот бизнис. И тие компании одеднаш се најдоа како приматели на помош, тука и компанијата на екс-вице премиерот за економски прашања Ѓушев, тука се компании од нафтениот бизнис, од медицинскиот, што генерираат огромни профити. И во тие фирми се вработени голем број на вработени, кои што земаат нормални, можеби просечни или подпросечни плати, и тие луѓе треба да сметаат на собствените плати, но од друга страна се постави прашањето дали вака фино дефинираните мерки практично станаа достапни за оние повторно најмоќните, додека овие мали и средни фирми, кои што, ако грешам, поправете ме, меѓу 95 и 98% се содржани во македонската економија, мал и среден бизнис, не абсорбираат можеби голем број на вработени, но како бизниси се собира тука. Се носечки, дали тие ги оставивме сами на себе да се борат со оваа приказна? Ако се сеќавате на една моја изјава првично дадена стартно во медиумите и која што на некој начин направи еко некој, каде што рековме стартно, да, имаме една ситуација која е сложена, каде што сите треба да размислуваме. Но зборувам за свесните, не за манипулантите кои што досега манипулирале и со манипулации дошле до таквите компании, да не зборувам за начин на приватизација и сето тоа, да го оставиме тоа на страна. Затоа што тие олигарси на кои што се повикува опозицијата, додека во опозиција, кој доаѓа во опозиција, пак истата шурува со истите компании, затоа што наоѓаат сфера на интереси. Но треба да се посвети вниманието на малите, микрокомпаниите, занаетлиите, кои што воопшто не ги спомнуваме ние, кои што е толку многу бројни, а толку малку бучни, значи не ги ни слушаме воопшто, затоа што се уште, за жал, не се толку организирани во тие нивни еснафи, иако ние имавме отворена покана до кај нив, повелите дојдете со ваш кластер посебен во Стопанската комора или нашата, или во Сојузот, или кај сакате. Но бидете организирани, само така може да ги наметнете вашите проблеми, да ги слушне некој, не поединечно. Поединечно секој ќе ги решава тие проблеми, но сепак не го решил главниот проблем. А главниот проблем е да опстанат што е можно повеќе такви компании, мали компании, затоа што тие имаат микро и мали проблеми. Но дали се препозна моето прашање беше во сите овие мерки, во сите овие пакети, таа грижа за овој сегмент од економијата? Јас мислам дека се овие заобиколени. И пак доаѓа она старото, кој што повеќе плаче, тој повеќе зема. А јас стартно реков уште тогаш, ние кои што сме остварили, мојата компанија е исклучена од секој вид на помош. Не дека не ги заслужува според овие начини, дека немаме ние штети, но трпиме, затоа што некогаш сме заработувале, така? Сега треба одма ние на грб на вработените да го амортизираме, или пак на грб на државата која што едва стои на свој нозе. Не. Туку тоа равномерно да го поделим, да бидеме свесни за проблемот кој што е актуелен и да им помогнеме на вистина на тие безпомошните кои што се. А не на тие што генерирале добивка, ќе имат помала добивка. Кој знае дека ќе имат помала добивка? Кој вели дека тие не се вклучени во разните тендери кои што ги наметна ситуацијата да можат и без никаква конкуренција и да конкурираат и да ги земаат, нели? Затоа што тие се поможи, повеќе имаат врски, повеќе имаат пари, повеќе имаат ограноци и луѓе кои што лесно можат да доаѓат до таквите непроверени тендери, што допрва некој ќе ги анализира и тие работи и ќе го потврди ова што сега јас го поставувам само како Вие од аспекти на етичко прашање, не само финансиско, значи дали и бизнисот покажа малку доблест да се откажи да чекне од заработените пари, нешто алармантно.
ја амортизира состојбата. Цело време имаме ние побуна на некој начин, бар во тој западен дел кај мене, кој што беше опфатен во целата територија на Македонија. А тоа се облажувалниците и кладилниците и разните игри на среќа, односно на несреќа на народот, кој што смета дека има среќа. Оти на нечија несреќа треба некој да гради среќа. Кој што се помагаат. Ние верим да ги затвориме, им дадовме дури можност и онлайн да работат, цело време работеле, а никој од тие мали бизниси кои што државата ги затвараше. Значи, со налог на државата му рекол, утре стави му клjuč на дуќанот. Или ќе ставиш сам, затоа што немаш луѓе на улица, да може да дојде да купува. И ти не го помагаш, туку му помагаш на секторот на комарџиите. Не знам со кое лице и на кој начин, кој така размислува. Апсолутно, не може тука да ме оправда никој дека од нив па државата многу чарувала. Многу повеќе државата ќе чарува ако ти нема. Државата ќе рува граѓаните бидејќи го полнат буџетот, да не забораваме. Значи не зборуваме етички аспект дали некој за облажување или не, тоа е дискусија за друга тема. Од практична гледна точка, ако зборуваме за ситуација кога не недостасуваат средства во буџетот за да можеме да излеземе во пресрет на што е можно поголем број на фирми и да ги помагаме тие компании. Не се помагаат тие, едноставно. Помага? Знаете како, не се помагаат тие што ви помагаат на вас да се наполни буџетот. Паметна држава не го прави. Особено не во услови на криза. Од аспект на таргетираноста на мерките, загатнахме едно прашање. Значи, мерки кои што помагаат 250.000 вработени. Третина, 40% од вработеното население во држава. Не може бидат мерки за големи компании. Значи, тие мерки апсолутно ги опфаќаат и микро, мали и средни. Јас се согласувам на што го наметнавте, да, излезе листата и се наметна сега дилема. Треба ли ги помагаме успешните? Не ги помагаат успешно. Рековме, овој сет на мерки, она што го реков и претходно, не е наменет за газдите на собствениците на фирмите. Тој сет на мерки, она што беше за минималната плата и за придонесите, намет е поддршка за собствениците да исплатат плата. Минимална плата која што завршува кај некој што реално му треба средства. Сега, од тука натаму, кога веќе зборуваме за развојни мерки, отворивме мерка кај нас, дигитализација, така, може да дискутираме дали таа треба да биде отворена за големите или не треба. Кај нас не, ние застануваме до средно. Во рамките на фондот, оние мерки што ги реализираме ние од третиот сет на владата за поддршка на економијата, микро, мали, средни. Големите се исклучени, например. Големите имаат свој аргумент зошто треба да бидат вклучени, меѓутоа ние кај нас сме решили дека треба да застанеме до средно, така да кај нас се веќе таргетирани до средно. Верувам дека сите останати мерки на владата, бар поголемиот дел, ќе бидат наменети за микро, мали, средни, бидејќи става право. 95-98 додуши. Право се. Проценти од економијата се микро, мали, средни. Од кои што 80 се микро и мали, 15% се средни, другото се големи компании. Така што и досега ова што се презентираше како мерка, и од досега тоа што се реализираше како мерка. Кажувам, 250.000 работни места. Не може сите ги зачувате, за жал. Меѓутоа, поддршката на државата колку што е можно повеќе да се помогне. Имате во Соединетите американски држави надмина 20% бројка на невработеност. Пред кризата беа на 3. Значи не одминува никого. Целта и не можеме да се амбицираме, кажеме, никого нема се да избркаат од работа. Меѓутоа, извинете, у ситуација кога да кажеме у соседна Албанија имаше 280.000 невработени, односно лица што изгубиле работа. А Македонија во истиот период, тоа се бројки од април, мислам, или од март или од април се имаше 9.000. Тоа кажува дека сепак мерките дале некаков ефект. Сега, целта е дајте да видиме. Таа мерка треба да продолжи или не треба да продолжи. Ако треба да продолжи, дајте се договориме да видиме. Треба ли да одиме кај компании кои што реално имаат во билансот доволно капацитет сами ги спроведат, овие што ги споменавте вие, или треба се фокусираме само со оние кои што имаат потешкоти. И тоа исто така и ќе треба се договориме. Бидејќи знаете како, сите викаме државата, а забораваме при тоа дека ресурсите се ограничени. Треба да видиме мерките за заздравување, ќе ги насочиме кон фирмите што работеле и добри досега, или ќе ги даеме на сите, вклучително и оние кои што 3 години назад не работат со добив. Легалистички се согласувам дека не секоја компанија не зборуваме за легалистички секоја компанија без разлика дали ја води олигарх поранешен, сегашен и така натаму, ако ги исполнува условите има право да аплицира.
Но моето прашање беше од оној етички момент што го Јас се согласувам со вас споменува дека етичкиот Кучи, момент е проблематичен. дека неговата фирма не аплицирала и решил како бизнисмен можеби да И тоа е добар раситни пример. нешто од своите добивки И од тоа е добар претходните пример. години, Дури да за се да задолжи. отстапи Тоа е и да се апсолутно задолжи, добар пример. за да остави простор Тоа на е добар некој пример. што му требаат можеби многу повеќе пари во овој момент. И ние добивме печаток дека на тие листи видовме чувство дека потрчаа први компании кои ако им отвориме во билансите, милионски им се Видете, профитите. вака, да А во бидеме- истите тие фирми според одредени сознанија, не знам дали таму има критериуми, тие веќе ги намалија платите на вработените, ги редуцираа, можеби отпушти или не знам како Има е еден тоа друг таму. елемент тука. Да бидеме на чисто. Значи, ако ме прашате како представник на државна институција, во правост, легалистички е така како што зборувате вие, сите имаат исто право. Ако ме прашате како човек, како Јован Деспотовски, како личност, јас апсолутно се согласувам дека примерот кој што господинот Кучи го дал, да остави простор, оние кои што реално имаат проблем да аплицираат и да ги земат средствата, да го направат тоа, треба го следат поголем дел од овие што се најдоа на списокот. Затоа што јас мислам дека може да си го дозволат тоа, Апсолутно да. како човек. И затоа немам дилеми, затоа ви реков, во оваа фаза кај што имаме мерки за вработени, имаме мирна совест. Тоа се луѓе на кои што им треба им се исплати плата. Не ги помагаме газдите на фирма. Имате еден вид на Во следна основ. фаза, кога зборуваме да, веќе сега, еве пак кажам, тргнувам од фондот да не зборам се абстрактно. Во следна фаза седнуваме и разговараме и викаме вака, ќе ги помагаме тие што имаат или ќе ги помагаме тие што имаат потенцијал да имаат. Јас сум за вторите. И да кажеме да, сте работеле пристојно претходниве 2 години, имате потенцијал да работите добро, еве пари, работете. Ама не тој што имал профит на стапка 1000%. Или Нема пак логика. другиот што цело време Не, е не е по тоа субвенциониран. помаш, ти се отиде у банка, ти се земе кредит. Во тој случај готово, нема зашто да доаѓа кај државата. Меѓутоа тоа е тема која што се отвара сега за овој сет на мерки. За досега пак кажувам, мислам дека мерките отидоа кај луѓето на кои што им требаш. Добро. Пред да привршиме со разговорот, еве веќе истекоа 47-48 минути од разговорот, Кучи, мислам дека не постои буџет до сега што не сме го коментирале во студиото со мене, сакам и овој го нарекуваме веќе кризен буџет на некој начин. Конструкцијата финансиска за оваа календарска година е обезбедена 700 милиони евра евроврзницата, сега мислам деноиве беа пари од 160 милиони евра Европска унија, околу 180 ММФ, еве Светска банка 140 милиони евра. За нас ова вака поприлично голема сума на пари, иако некаде во милиарди се бројат, кај нас се една за прекалкулу, 2-3 милиарди. 1,2. 2 милиарди евра што ќе треба да ги земеме што како заем, што како грант, но пак ќе речам легуваме во еден деликатен период. Ако го слушаме денеска лидерот на СДСМ, некако добив печаток дека е уверен дека избори законски оние што се вели треба да се одржат на почетокот на јули или крајот на јуни, некако Почетокот така на беше. јули беше. На јули, 5 јули, мислам дека го спомена. Значи, влегуваме во еден период меѓу со две острици, кога неминовна и потребна ќе биде оваа логистика од сите овие финанси да завршат на вистинска адреса за поддршка и пребродување на кризата, а од друга страна можеби ќе навлеземе во изборен циклус, каде што често говориме за оној клиентелизам, подкуп на гласачи, подкуп на компании и така натаму и така натаму. Како ќе се заштитиме од сето? Вашето сомнение веќе се потврди само до тоа што ниеден од политичките субјекти не излезе со изјава дека не ги сакаме средствата кои што на некој начин државата ги спрема за предизборна кампања. Алудирате на политичките партии. Апсолутно, значи. Сите да кажуваат нешто, но од друга страна исто ора играат како и овие А да се компании. надополнам и не кои што- апелира значи, кои парите прашаат од нивниот ДДВ да интерес. ги донираме, овие што се Да, повратот, да. граѓаните да ги донираат тие средства. Зборувам како дел од таа можеби присутна хипокризија. Значи, Лицемерие. сакам да кажам Лицемерие. дека волкот крзното го менува, но табијатот не. И за жал се повторува истата работа и целото тоа пак води во иста конотација, ист сценарио, начин како. Иако меѓународните институции кои што дел ќе донираат, дел ќе дадат грантови, дел ќе кредитираат, даваат порака дека ќе бидеме внимателни кога ќе ги потрошите парите, што за нас значи една дополнителна сигурност. Но ние знаеме какви мајстори па имаме
и на кој начин тие може да ги избегнат сите тие можни начини на контрола, како ќе ги забиберат сите тие работи, да не завршат тие средства како што треба. Иако дел знаеме дека од тие средства ќе завршат пак за враќање на кредити, добар дел од тие пари, што е пак добро, затоа што треба и рейтингот на државата, односно макроекономската политика да се сочува на нашата земја. И тоа, иако тоа го нема, ма сме го обезбедили во многу полоши ситуации. Значи, по тој основ сме имали среќа да имаме и минат гувернер добар, кој што горе-долу и ако имаше околу него шпекулации, но мирот во куќата добро знаеше да го сочува и да удира по раце таму кај што не треба се чепка. Јас пак сум поборник на тоа. Макроекономската политика да се сочува. Инаку, ако почне и тука да шкрипа, тогаш многу лошо ќе биде и за целото стопанство. Ако почнат круговите на инфлација, ние знаеме што после тоа и колку енергија и средства треба да се поправи тој елемент. Но мислам дека ќе ги пребродиме овие работи. Песимист сум малку околу, по природа сум оптимист, но песимист сум во однос на бруто домашниот производ, затоа што сме предизборна година. Со ограничени ресурси, со ограничени средства, со многу дупки, претходно наследени, со многу малку посветено внимание на капиталните инвестиции, кои што за жал пак јас мислам дека ќе бидат запоставени, а кои што се двигател пак на целото стопанство и целата економија. Затоа што се уште стои потврдата дека државата е најголемиот работодавач кај нас. И најголемиот инвеститор, нели? Да. Кој што е на некој начин замајацот на целата економија. Додека малите и микросредните компании се на некој начин микроорганизми без кои не може ни овој големиот организам да постои. За жал, таква е сликата и реалноста кај нас. И од тука велам дека во оваа ситуација компаниите кои што се извозно ориентирани ќе патат малку од враќање на ДДВ-то, кој што е најавен, нема. И кој нема, знаеш, секој е спремен да почека на враќање. Но со смената на власта, јас мислам дека овие ќе или пак ќе барат пријател да им излезе упресет за нивното што го следуваат, или пак ќе треба пак да ја кредитираат државата која што не заслужува туку. Овие треба да бидат тие кои што ќе треба да се помагат. А ќе им помогнеме доста, не со кредити, со било што. Само нивните пари да ми ги враќаме на време. Сакате ли Извозете многу битна компонента која што треба да внимаваме на ова. А јас мислам дека токму овие ќе бидат и тие кои што на некој начин ќе имат влијание врз бруто продуктот во нашата држава, кој што според мои проценки можеби до цирка 5% ќе дојдеме. Тоа сакав да ве прашам дали се согласувате со проекции, не случајно вака велиме секогаш кога имаме оптимистичка е таа 3, нешто иако е меѓународно потврдено. Да. Светска банка знаеме како зборува. Светска банка се зборува оптимистички, малку сака нешто да помогне во тој смисол, да не охрабри, но реално јас мислам дека треба да бидеме спремни и на 5%. Но со оваа околност и 5% не е нешто страшно. Но треба да се според ова и однесуваме. Не апетити да владат да бидат, да, ние ќе имаме 3, не знам колку таму дефицити, и ние пак комодно ќе трошиме. Но треба да бидеме внимателни кај ќе трошиме. Во кој сегмент ќе вложуваме? Каде ќе се трошат тие средства на буџетот? Дали пак ќе се распиштолуваме ние по разни наши заслуги, не знам што таму и плати, хонорари и не знам што друго, а да ги оставаме од страна клучните работи како што се капиталните инвестиции, инвестирањето во инфраструктура, во образование, менување на целиот концепт на образование, каде што цело време сите стопански комори насочуваат. Луѓе, дајте, немаме када. Ако некоја компанија тамо што е во слободната зона, комодно може да каже 700 евра ја плаќам, затоа што тие пари, делот тие пари ги субвенционира државата, јас со тие 500 евра што ги давам на мојот вработен, не го отпуштам од работа. Го држам, затоа што утре нема да можам да наоѓам и друг. Да најдеш друг. Така. Па повторно обуки, инвестиции, повторно, Деспотовски коментар околу овие финанси, транспарентноста и предизборната
можна корупција со овие милиони, милиарда евра. Се сомнемот, видете, предизборна можна корупција во ситуација кога, пак кажавме, значи, особено во овој сегмент сега средствата завршуваат кај, рековме, минимална поддршка за минимална плата за граѓаните, во делот на она што е најавено како нов пакет мерки, поддршката со воучерите, исто така мислам дека е поприлично јасно каде завршуваат средства, значи не ги става никој во джеб, завршуваат во рацете на секако кај граѓаните. Знаете како предизборна корупција, заради тој мора да затвориме темата со изборите. За да не мора мерки кои што и нормални држави во светот ги практикуваат, ние овдека да се плашиме да ги спроведеме заради тоа што на некој може ќе му текне дека чека ова е предизборна корупција. Не. Во Шпанија, шпанската влада, која што е малцинска влада, патем кажано, вчера објави дека ќе подели на секој возраст полнолетен граѓанин 462, малцинска влада, која што може падне во секој момент. Немаше никаков проблем. И заради тоа час поскоро кажавте вие неколку аргументи за тоа, внимателно ве слушав, нека да ве прекинам. Неколку аргументи час поскоро зашто мора да се случат изборите. За да имаме институции со полн капацитет, за утре кога ќе се појавиме и пред инвеститори на финансиски пазари да не се чудиме зошто некои држави поминуваат подобро од нас, зошто некои држави полошо. Поминуваат подобро од нас тие кои што имате политичка стабилност. Тоа е многу важен елемент во плаќањето. Знае господинот Кучи, банка ходите, ако имате фирма која што е клацкава, ќе платите поголема камата. Секако. И нормално дека нас не гледат во моментот со одреден ризик заради тоа што имаме влада, единствена функционална институција за председател на државата. Секако. Меѓутоа имате влада која што е со задача и капацитет да спроведе избори, а сега ги товараме плюс да ја спасува економијата и луѓето и да се бори со здравствена криза и така натаму. Зашто не ни спремен и пак мандат има? Нема мандат, не е за подготвеност работа. Едноставно немате институции со полн капацитет. Кај што имаш обструкции од самите луѓе. И ако не сакаме да ги преплаќаме работите, и ако сакаме да самата влада имаш несогласност. Приказните дека сега ваучерите или не знам, средствата што се наменети за граѓаните реално им се помогне на луѓето биле предизборна корупција. Тие до сега ако не се решиле за кого ќе гласат, сигурно нема заради 5000 денари да го сменат мислење. Не билете така, ние ви имавме Па ситуации со поеден сендвич и пакетче со сокче, па... Ги подценуваме луѓето. Не, јас имам таа теза дека политичките партии во последните години го подценуваат гласачкото ги подценуваме тело. луѓето. Се надевам дека работите се променет и последно прашање сакам со Кучи да завршам од реалниот сектор. Често говориме кога имаме изборни години, јас пресметав еднашка дека во просек од осамостојување имаме на година и пол изборен циклус. Просек некој така. Просек извадив, ги собрав значи сите парламентарни, вонредни, редовни, председателски, сите видови на избори. И сегаш истото прашање. Колку економијата пати од тоа? Не, неколку пати, него сакам да ве прашам друго, вака малку по-човечки. Ако ние за изборна година велиме дека ќе биде тешка абстиненција, инвеститори се до тоа, сега ова со медицинскава криза, дали можеме да констатираме дека ова се едни од најтешките моменти и месеци што ги памети македонската економија. Тоа ме интересира, дали друг пример сме имале досега, ете пак ќе го споменам тоа осамостојување, па и битката за монетарна самостојност и сето тоа преку на криза глобална 2007-2008 година, ја паметиме до оваа медицинска криза. Дали паметиме дека толку во ист момент економијата вкупна била под клjuč? Јас би посакувал да ова биде последна од овој тип и никогаш да не се повтори ни на нас, ни на никој друг. Да, е тешка, сложена е и затоа бара државници. Бара државници, не политичари. Значи, бара луѓе кои што го сакаат оваа држава, а не кои што се декларираат дека ја сакаат. Односно само нивната фотела ја сакаат и што побргу да доаѓаат до повеќе фотели кои што ќе ги поделат со нивните пријатели. Значи, ова ситуација е доста посложена отколку што јас гледам дека ја сваќаат озбилно политичките гарнитури кај нас. Без исклучок зборувам тука. И за опозицијата, и за позицијата. И гледам како се однесуваат. Во дадениот момент, јас гледам незрелост и кај едниот блок и кај другиот блок. И третите кои што седат на страна, затоа што секогаш ќе бидат дел од некоја гарнитура политичка и кои што цело време се задоволуваат со прашање дали ќе зборуваме албански ние или нема да зборуваме се уште албански. За жал, се уште не зборуваме со јазикот на современоста. А тоа е економијата. Тоа е каде утре. Така. Дополнително би се комплицирала ситуацијата, јас начнав доколку се остварат оние најави на министерот за прогласување на нови рестрикции и полициски час на одредени делови и општини на територијата, но
Ќе видиме ајде што ќе донесат следните денови. Деспотовски морам да ве прашам, контакт со некој од сега што се во изолација од вашите сопартици имавте, немавте? Не. Морам да признам дека сум многу дисциплиниран, бидејќи сум родител на 3 дечиња дома мали, така што внимавам. Контактите ми се строго сведени на физичките контакти, зборам само на потесното семејство со кое што комуницирам на за 2,5 месеци, инаку не. Во принцип користиме знаете како современата технологија овозможува контакт денеска со било кој ќоше од светот веднаш по пат на било кој од електронските платформи, така што не, физички контакт не. Безбедни сте ви. Ви благодарам, Кучи Деспотовски, што одвоивте повеќе од час да гостувате во денешното отворено студио. Беше мило. Вам, почитувани гледачи, ви го најавувам вториот дел за некои 5-6 минути со доктор Танер Хасан од градската болница 8 септември. Малку пауза и продолжувам.